Фондацијата Елена Лука денеска се наоѓаме во гимназијата Добри Даскалов во Кавадарци и ќе имаме едукативна работилница на тема родот и родовата равноправност, и ова ќе е прва работилница од циклусот работилници кои што ќе следат на темите недискриминација и спречување на родово базирано насилство. Конкретно денешната наша работилница има цел да ги запознаеме младите, односно средношколците, со теми поврзани од родот и родовата равноправност, родовите стереотипи, родовите улоги, како тие се формираат во текот на таа родова социализација, и потоа кои се всушност последиците од нееднаквоста, кои што нееднаквоста пред се јавува во семејството, а потоа секако има последици во општеството. Знаеме дека, да речеме, жените на пазарот на труд се многу помалку застапени во однос на мажите. Исто така во доменот на предприемништвото многу помалку има жени одошто мажи. Во доменот и на политиката, на јавниот живот, во спортот, значи имаме сегрегација, да речеме, поделби и така натаму. Се е тоа резултат на родовите стереотипи, родовите улоги кои што започнуваат многу рано, уште во детската возраст, на најранна возраст, и најчесто родовите стереотипи се формираат, да речеме, од 3-та до 5-та година. Што значи дека сите ние треба да сме свесни, заради тоа што често пати тоа доведува и до ограничување на одредена личност, а има негативни последици и во општеството. Целта е младите да бидат свесни за овој феномен, така да го наречеме, и да самите тие делуваат пред се во своите средини, микросредини, потоа и во пошироката заедница, пред се во надиминување на нееднаквостите во семејството, се со цел за да дојдеме до една еднаква родова равноправност во заедниците. Инаку, можеби, исто така, низ интерактивни работилници, низ видеопрезентации, разговараме за тоа кој најчесто го наследува имотот, наследството во семејството. Во минатото кој почесто одел во повисоките форми на образование и така натаму. Значи, пред се да ги поттикнеме да размислуваат, да бидат свесни и да тие делуваат пред се во своите средини во насока на поттикнување на еднаквост, а се со крајна цел развој на потенцијалите на една личност и генерално квалитет и унапредување на благосостојбата за целата заедница. Иначе, можеби ќе биде интересно да кажеме дека Фондацијата Елена Лука, значи во текот на која што е воспоставена во почетокот на 2016 година, имаше и други проекти, не само овие едукации кои што ги спроведуваме од областа на човековите права. Имавме проекти за поддршка на жените и предприемништвото, исто така стипендии за средношколки и студентки од рурални средини. Оваа 2017 година општина Кавадарци, освен што вклучивме во делот на едукациите, исто така во општина Кавадарци ќе биде како целна општина вклучена и во проектот за поддршка на самохрани мајки кои што сакаат да отпочнат или сакаат да го продолжат веќе постоечкиот бизнис. А повикот е отворен до 8 мај, што значи самохраните мајки кои што сакаат да отпочнат бизнис или доколку веќе имаат некаков бизнис, сакаат да го доразвијат, можат да не контактираат, значи нашата фондација, најлесно ќе најдат на Facebook профилот Foundation Елена Лука, каде што ќе ги добијат потребните информации. Секоја самохрана мајка во 2016 година и секако на овој повик во 2017 година, оние 5 кои што всушност ќе бидат избрани, ќе добие неповратна помош од 100.000 денари. Значи, оваа година поддржуваме 5 самохрани мајки по 100.000 денари неповратна помош, која што ќе добијат во вид на опрема, материјали за работи, обуки и така натаму, и ќе вклучиме една самохрана мајка од општина Кавадарци. Успеавме на крај преку организацијата на Жени Визија Кавадарци да донесеме представник и од Фондацијата Елена Лука, што навистина би било голем придонес за нашиот град, и во делот на она што пред малку го слушнавте од представникот на Елена Лука, какви можности они пружат во однос на младите жените, во однос на стипендирање исто на младите студенти. И јас, мојот апел би бил, слушнавте од представничката се што треба, какви можности овозможува Фондацијата Елена Лука, а јас како апел би упатила, следите ја веб страницата на Елена Лука, поднесувајте ја нивната документација, за да можете да ги користите привилегиите што ги пружа оваа фондација.